Од 2014 година започна онлайн регистрацијата на компании во трговскиот регистар, а сега веќе сите уписи се вршат исклучиво електронски. За останатите правни лица Централниот регистар е во развој на електронско поднесување, но ќе остане и хартиеното, истакна Андреа Поповски, директор на Централниот регистар. Според него системот функционира без проблем, а предноста на овој систем е во тоа што во скоро 50 населени места во земјава Централниот регистар има регистрациони агенти, кои можат во тек на 24 часа да ги поднесат документите без физички да се оди во Централниот регистар. Го надградивме во таа година и пол од месец март 14 до октомври-ноември, како што кажав, 2015 година, го надградивме системот за регистрација и започнувајќи од месец ноември 2015 сите уписи на промени и уписи на бришење веќе одат исклучиво електронски. Значи немаме забележено пат на уписите, бидејќи системот го тестиравме 2 години, може и повеќе. Централниот регистар го исфрли од употреба печатот, што представува уште една олеснителна околност, бидејќи трговските друштва веќе не мора да прават трошоци за печат. Несомнено и еден од фактот што и Централниот регистар е толку добро рангиран во светски рамки, а во Европа, како што кажав, и е на прво место. Така да би продолжиле во таа насока. Го исфрливме печатот од употреба. Значи, уште еднаш да напоменам дека трговските друштва, сите субјекти кои што се основани согласно Закон за трговски друштва, немаат обврска да вадат печат. Значи, и сите други останати закони и подзаконски акти во државата се веќе усогласени со тоа. Според Поповски, во секој случај електронското регистрирање во Централниот регистар е побрзо, поевтино и поефикасно за разлика од хартиеното.